Струмица на врвот по заболениот грип во земјава. Со 555 граѓани кои се регистрирани во Институтот за јавно здравје во земјава, остануваме трета недела на врвот од табелата. Лекарите велат дека треба строго да се почитуваат препораките од лекарите, но и болниот да се стави во изолирана средина, се со цел намалување на ризикот од ширење на сезонскиот грип. Сезона на грип се чувствува и во нашите амбуланти, пошто има пациенти кои што покрај основната болест за која што доаѓаат имаат и некои се и со симптоми на грип, покачена температура, болки во сите зглобови, малаксаност, кашлица, сува кашлица. И како совет обично ги советуваме таквите пациенти, значи да се изолираат, да земат повеќе течности, да земат витамин С, да земат антипиретици за покачената телесна температура, да седат дома, да пијат чаеви, значи течности повеќе. Тоа се основните симптоми мислам што ги советуваме. Ако веќе мислам фебрицираат, имаат покачена температура повеќе денови, тогаш треба да се направи и ако треба рентген на бели дробови, бидејќи може како компликација да се јави и бронхопнеумонија, вирусна бронхопнеумонија. Злоупотребата на антибиотиците е честа појава кога станува збор за било какво вирусно или бактериско заболување, за кое лекарите се категорични, дека грипот не се лекува со антибиотици, а секоја нивна злоупотреба носи дополнителен ризик фактор за развој на следно заболување. Значи не советуваме право земање на антибиотик. Обично се советуваме терапија само со антипиретици, течности и витамини, повеќе витаминотерапија, меѓутоа кај пациенти кај кои што може да дојде, што знаеме дека грипот може да направи сериозни компликации, како што кажав, ако трае повеќе денови, со една интензивна кашлица, температурата не паѓа, тогаш треба да се направи рентген на бели дробови, ако има веќе начинаот на воспалителен процес, вирусна пнеумонија, тогаш треба да се дадат и антибиотици, лекувањето е тогаш поинакво. Иначе не треба да се злоупотребуваат, навистина антибиотици не треба да се злоупотребуваат за тоа што прават резистенција. Од Институтот за јавно здравје во последниот извештај информираат токму за најголемиот број за случаи во Струмица од 555, додека пак во Гостивар 501 случаи се регистрирани, а во Скопје 344.